за дуалното технично училище? Berichten Sie einfach über die dritte Generation hier in Ohrid. Да, како е задоволен и ево. Wie sind Sie damit zufrieden? Кои се очекувањата понатамка, да. Wir sind glücklich, dass wir 2 Berufsbildungsgänge hier haben, den Mechatroniker und den Maschinisten. Срекни сме што тука во Охрид спроведуваме дуално стручно образование и 2 образовни профили, техничар за индустријска мехатроника и техничар за производно машинство. Wir haben 25 Auszubildende. Ова генерација се состои од 25 ученици. Und 3 Ausbildungsbetriebe, das heißt 50% der Ausbildung werden durch die Ausbilder in den Betrieben gemacht. И 3 компании кои што учествуваат во оваа програма, Костал, ЛТХ, Леарница и ОДВ Електрик, а тоа значи дека наставата на учениците се одвива 50% во училиштето, а 50% практична обука во компаниите. Das heißt, wir haben 50% Unterricht, theoretischen Unterricht an der Schule. Und diese Kombination, das Abitur an der Schule zu machen und parallel dazu die Berufsausbildung, erhöht die Karrierechancen und die Schüler sind im jungen, frühen Alter auch schon sozialisiert durch die Ausbildungsbetriebe. Оваа комбинација на теорија и пракса во училиштата и во компаниите е голема придобивка за учениците, бидејќи тие добиваат можност да се стекнат со положен државен испит за државна матура, но и исто така со практична обука во самите компании, каде што ќе запознаат филозофијата на компаниите и ќе навлезат уште од оваа возраст во производствените процеси на компаниите. Das heißt, wir als Delegation der deutschen Wirtschaft koordinieren mit den Schulen, mit der Regierung und den Unternehmen die Curricula. Тоа значи дека делегацијата на германското стопанство, вклучена во која што го спроведува дуалното стручно образование по германски модел, ги координира и ги управува сите процеси поврзани со оваа програма и исто така ги посредува во контактите помеѓу државниот и приватниот сектор, односно училиштата, компаниите и Министерството за образование и наука. Das heißt, wir haben ein Prüfungsgremium, welches eine Zwischenprüfung und die Endprüfung parallel zusätzlich zu dem Abitur durchführen wird in dem Berufsbild. Покрај полагањето на државната матура, учениците ќе имаат прилика да го полагаат и тој испит за дуално стручно образование, со кој што потоа ќе бидат образованието ќе биде признаено и истите ќе може да навлезат на пазарот на трудот и во самите компании. Also Kostal, RTH Lernitza und ODW als Ausbildungsbetriebe haben einen starken Einfluss auch auf die Ausbildung und möchten diese jungen Menschen auch im Unternehmen halten, weil der Fachkräftemangel ist überall natürlich signifikant, auch hier, und das dient der Stärkung der Unternehmen hier und auch für den Standort Nordmazedonien. Denn neue Unternehmen wollen hierher kommen und dafür brauchen sie gut ausgebildete Fachkräfte. Компаниите кои што се вклучени во дуалното стручно образование во Охрид, Костал, ОДВ Електрик и ЛТХ Леарница, активно учествуваат во спроведувањето на дуалното стручно образование и активно се вклучени во изготвувањето на наставните планови и програми, затоа што и во нивен интерес е да ги обучуваат учениците, и со тоа подоцна да добијат квалификуван работен кадар кој што нели ќе го задржат во своите компании. Und das Unternehmen oder die Unternehmen kommen damit auch ihrem gesellschaftlichen Auftrag als Unternehmen auch nach Corporate Social Responsibility, indem man in die Ausbildung investiert. Со тоа компаниите ја спроведуваат таа општествена одговорност и имаат таква општествена одговорност, обучуваат ученици кои што подоцна ќе работат во нивните компании и ќе им помогнат во нивната работа. Und diese Kooperation auch mit der Schule Naum-Ochridsky führt auch dazu, dass wir die Attraktivität der Mittelschule steigern, weil wir hier ganz konkret in die Richtung gehen, dass wir junge Menschen ausbilden, die wirklich in ihren Berufen eine Perspektive haben. Соработката со Средното стручно училиште Свети Наум Охридски во Охрид е исто така придонесува за зголемување на атрактивноста на овие средни училишта и на овој вид дуално стручно образование. И со тоа и учениците ја добиваат таа прилика уште од најрана возраст на нивното средно образование да се стекнат со тие основи на практичната обука и работата во компаниите. Mit unserer Ausbildung können die Studenten auch später an die Uni gehen. Со оваа програма на учениците им е овозможено исто така и подоцна да се запишат на факултет. Aber der Fokus liegt auf Schüler, die in naturwissenschaftlichen Fächern Mathe, Physik, Technik gut sind.
И фокусот на програмата се однесува на оние ученици кои што се талентирани и покажуваат афинитет им кон природните науки, математиката, логиката, техниката и така натаму. Das heißt, der berufliche Karriereweg wird auch in diese Richtung gesteuert und dahingehend bleiben. Тоа значи дека нивното професионално развивање како личности и развивањето на нивните кариери се одвива токму во оваа насока. Благодариме само на кратко колку ментори обучија и колку сертификати беа доделени. Сега се обучија за последната обука 2 ментори од компанијата ЛТХ Леарница, а исто така најавена е уште една обука за крајот на октомври, почетокот на ноември, која што веќе ја подготвуваме. На таа обука ќе земат учество по 2 ментори од Костал и ОДВ Електрик. Да, трета генерација на ученици во дуално образование, 8 ученици се запишани во профилот техничар за производно машинство и 17 ученици во техничар за индустријска мехатроника. Првата година им е комплетно теориска, а веќе од втора година почнуваат со практично изведување на практична настава, односно учење преку работа во трите компании, во Костал и во ЛТХ учениците од производно машинство, а во сите три компании во ОДВ, ЛТХ и во Костал техничарот за индустријска мехатроника. Како во моментот се одвива наставата онлайн, како тече практичната настава? Да, моментално нема никаков застој што се однесува до практичната настава или учењето преку работа во овие три компании во дуално образование. Значи учениците од втора и трета година веќе ги поминаа фериалните пракси, а во моментов редовно ја реализираат практичната настава во самите компании со строго почитување на мерките препорачани од Министерство за образование и Комисијата за здравство и исто така и мерките кои што ги практикуваат во самите компании. Што покажува 3 години, рековте? Дали има некој извлечок, ево, не сакат многу од компаниите да зборуваат, но дали си го наоѓаат местото на кое што, како едуцирани, стручни работници, дали наоѓаат работа? Па, вака, во неколку наврати го имам истакнато истото и ево уште еднаш ќе повторам дека учениците кои што изведуваат практична настава од дуално образование имаат поинаков однос кон самата компанија, веќе ја чувствуваат како своја и многу подобро ги реализираат поставените задачи за разлика од останатите ученици кои што одат на практична настава. Значи, од минатата година веќе почнавме со модуларно дизајнирани предмети кои што се слични како наставните планови и програми во дуално образование. Ти ученици веќе за во трета и четврта година ќе реализираат практичната настава по компании. Зборувам за останатите ученици кои што се надвор од процесот на дуално образование и се изменат исто така и наставните планови програми и очекувам дека оваа генерација веќе што е втора година од наредната година да има многу подобри резултати за разлика од претходните наставни планови програми кои што се реализира по компании. Во моментот колку ученици од прва до четврта година се запишани во вашето училиште и колку следат практична настава? Во нашето училиште во моментот имаме 720 ученици од прва до четврта година во сите 4 струки, сообраќајна, лични услуги, електротехничка и машинска струка. Практична настава по компании реализираат учениците од трета и четврта година. Значи во прва година немаме практична настава, а во втора повеќе се вежби, кои што исто така не можеме со физичко присуство да ги реализираме. Наставата по сите останати предмети, теориски предмети оди онлайн, со тоа што професорите дел од нив кои што имаат соодветна опрема ги користат училишните простори, дел кои што немаат преносни компјутери реализираат од домашни услови, а очекувам, бидејќи ни заврши набавката на нови компјутери, 20 нови компјутери со камери и со микрофони, да бидат доставени од
од фирмата која што ја доби јавната набавка и да ги инсталираме во 20 училници во училиштето и од тој момент сите професори ќе треба да реализираат наставата од училница онлайн, се разбира. Имаме исто така техничка подршка, интернет од две компании, од Интел и од Македонски Телеком со солидни брзини, 30 мегабити проток на даунлод. Учениците дали имаат сите можност? Па минатата недела имаше една акција од компанијата Костел, беа доделени 7 лаптоп компјутери на ученици кои што изведуваат практична настава во оваа компанија. Наставата може да ја следат и на смартфон, значи може и на, ако немаат или на персонален компјутер, лаптоп или на смартфон, таблет, значи било кој уред ја поддржува програмата Microsoft Teams преку која се реализира онлайн наставата. Значи немате ситуација каде што не Па, може да следат? имаме, ама многу мал број на ученици, во тој случај препораката е печатени материјали им доставуваме, професорите изготвуваат печатен материјал, доаѓа родителот на училиште, му ги доставуваме печатените материјали и оценувањето е според упатството сега кое што го имаме добиено од советниците од Биро за развој и Центар за стручно образование. 2 недели пред крај на 3 месече, односно од 1 до 15, во групи од 2 до 10 ученика да доаѓаат на училиште со физичко присуство, да полагаат дали тест, дали усно ќе бидат испрашени, со тоа да се оформи оцената за 3 месечи. Ова ви преподелам. Соработка со делегација за германско стопанство. Како значи Да, па тоа е и ова таблата што е поставена и меморандум, односно договор за соработка. Ние веќе соработуваме 3 години, не дошол моментот за да се потпише официјално меморандумот, па тој свечен чин денеска ќе го направи. И колку ранци беа доделени? Доделени беа 25 ранци за сите ученици кои што се во дуално образование, за нивните класни раководители, за представниците од компаниите Костел и ЛТХ. Благодариме. За мене нема.